Сакам да имам мокен поглед. Сакам да имам поглед кој ќе ги разголува девојките, кој ќе ги силува девиците, кој ќе ги вознемири рамнодушните, кој ќе им го привлече вниманието на отсутните, кој ќе ги предомисли одлучните, кој ќе ги замолкне гласните, кој ќе ги исплаши храбрите, кој ќе ги испише страниците на сите книги со реченицата Drop the bomb, exterminate them all. Сакам да имам поглед кој ќе ги сруши зградите, патиштата и железниците, мостовите и тунелите, кој ќе ги уништи фабриките, централите и далноводите, кој ќе ги поплави градовите, кој ќе ги запали државите со нивните владетели и знамиња, со нивните министерства и парламенти, со нивните судови и затвори, со нивните војски и штабови, со нивните банки и медиуми, со нивните болници и лудници, со нивните школи и универзитети, со нивните гранапи и трговски центри. Сакам да имам поглед кој ќе врши атентати врз атентаторите, кој ќе распнува расистите на запалени крстови, кој ќе ги става нацистите во гасни комори, кој ќе ги смрзнува комунистите во сибирските шуми, кој ќе ги ликвидира диктаторите, кој легално ќе ги застрелува анархистите, кој ќе врши инквизиција врз христијаните, кој ќе врши џихади врз муслиманите, кој ќе ги дезинтегрира атеистите, кој ќе екзекутира сите верски фанатици, политички екстремисти и олигарси. Сакам да имам поглед кој ќе измачува, кој ќе изгладнува, кој ќе каменува, кој ќе камшикува, кој ќе расчеречува, кој ќе линчува, кој ќе гуши, кој ќе дави, кој ќе беси, кој ќе гилотинира, кој ќе елиминира, кој ќе поништува, кој ќе истребува, кој ќе погребува, кој ќе пофумува, кој ќе излудува. Сакам да имам поглед кој ќе ги опожари шумите, кој ќе ги испари океаните, кој ќе ги истопи половите, кој ќе отруе земјата, кој ќе ги овене растенијата, кој ќе ги голтне бубачките и микробите, кој ќе ги изеде животните и луѓето, кој ќе избрише материјата, просторот и времето, за на крајот да се убие и самиот себе, да исчезне и последниот сведок на овој целокупен мизантропски масакр направен единствено од страна на мојот поглед, оставајќи зад себе само безпрекорна празнина и чиста тишина, во кој никој, па ни тој самиот, нема да ужива, зашто совршенството е во непостоењето.